на чело на општина Кисела Вода. Кажете ми колку пари вкупно се вложени во капитални инвестиции изминатиот период и колку може да очекуваат граѓаните за следниот период? Значи вкупно до сега имаме, не можеме точна бројка, него отприлика околу 6 милиони евра се инвестирани во капитални инвестиции, со тоа што втората година, или поточно оваа 2019 не е поуспешно од минатата, бидејќи од предвидените имаме исполнето околу 50% од предвидените капитални инвестиции. Од поголемите зафати би одвоил некои кои што ги имаме во сите различни сфери, како например атмосферската канализација во населба Пржино, кој што е проект од 5200 метри атмосферска канализација, со која што бенефит ќе имаат не само жителите на Пржино, него и околните населени места. Со тоа ги третираме атмосферските води и со тоа го намалуваме можноста за поплави во нашата општина. Во областа на културата може да кажам дека најголемата капитална инвестиција, која што е скоро 700.000 евра, е Домот на културата во село Драчево, кој во текот на наредниот месец ќе заврши изградбата негова. Со тоа правиме еден мултифункционален дом покрај културата, таму се планирани да има и оделение за издавање на матична книга, дополнително пензионерски клуб да има, така да ќе има различни сервиси од интерес на граѓаните, не само од интерес на културата. И последно би го кажал дека најмногу имавме и во образованието, каде што покрај изградбата на една целосно нова спортска сала во основното училиште Рајко Жензифов, дел од сопствени средства, дел од средства од државата преку Министерството за образование и наука, дел од донации. Имавме поставување на 2 нови енергетски ефикасни фасади во училишта. Во секој училиште имавме промена на санитарните јазби по училиштата, бидејќи имаш училишта каде што 40 или 50 години не биле сменети. Со тоа се нарушуваше и здравјето на децата. На крај можам да напоменам дека денеска издаваме одобрение за градба за нова градинка во населба Драчево. Ќе го почнеме со тоа постапка за изградба на нова градинка, која што е финансирана од Министерството за труд и социјална политика, а при крај сме со вадење на одобрение за новата канализациона мрежа во село Усие, со што ќе решиме еден од најголемите проблеми за тој дел од нашата општина.